Струмичани и кичевчани се гушат. Скопје во трка со Сараево кој да биде најзагаден град во Европа. Аерозагадувањето руши рекорди, а Струмица и Кичево од денеска се под посебни мерки за заштита на населението. Бидејќи 2 дена поред е надминат прагот на штетни честички во воздухот и тоа неколку пати над дозволеното. Министерството за животна средина со препорака до работодавците да ги ослободат од работни обврски бремените жени постарите од 60 години и лицата со хронични болести. Реорганизација на работното време на отворено и да нема спортски манифестации. Исто така забрануваат палење оган на отворен простор и засилени контроли на инспекциите. Штетните PM10 честички се опасност и за жителите во Куманово, Тетово, Битола. Од Институтот за јавно здравје не добивме конкретен одговор за заштита при вакви алармантни состојби. Јавното здравје е широк поем, нели? И во однос на препораки секако дека ќе дадеме, но од друга страна мора некој нас да не информира официјално кој е степенот. Прво, дали постои и во колкав степен врз основа на тоа ние да дадеме препораки. И краткорочни и долгорочни мерки, но да не бидат декларативни како порано, туку реално да помогнат во решавање на проблемот со аерозагадувањето, е ставот на скопскиот градоначалник. Освен она што го правиме тековно, а е поврзано со редовни инспекциски служби, да Скопје се покрие со гасни централи. И тоа е работа која што исто така не може преку ноќ да се направи, но дека работиме на тоа работиме. Алтернативни горива за загревање на домаќинствата и она што треба наредната година е да го добиеме како поддршка од страна на владата, нови електрични автобуси. Лекарите постојано алармираат колку загадениот воздух е штетен за здравјето, но и за бројните смртни случаи како последица на аерозагадувањето. Сања Димитровска, Сител телевизија.